Правото на чиста и здрава животна средина во Република Македонија е загарантирано со Устав, како и со многу меѓународни закони и декларации. За жал, сите овие закони не важат во Битола. Со години наназад Битола се бројува во општините со ужасно загадена животна средина и со години битолчани дишат загаден воздух, што резултира на процентот на заболени со рак во Битолско. Во изминатите 26 години независна Македонија, ниту една власт, ниту на централно ниво, ниту на локално ниво, не се зафатила сериозно да го реши проблемот кој за граѓаните во Битола во буквална смисла е зборот од животно значење. И додека едни велат оти немале ингеренции, а другите велат дека немале надлежност врз Божите сили, се поголем број наши сограѓани умираат заради негрижата и неспособноста на државата да се справи со овој проблем. Заради се тоа, ние членовите на независната листа на кандидати за советници на општина Битола, немавме дилема дека врвен приоритет во нашата изборна програма треба да биде покренувањето на така наречениот закон за РЕК. Постапката подразбира организирано собирање на 10.000 потписи од жители на нашата општина и Битолско, освојување заклучок од општинскиот совет за поддршка на постапката, како и формирање поширока експертска група заради изработка на предлог закон кој ќе биде доставен до Собранието на Република Македонија. Целите на законот: промена на филтрите на РЕК, преместување на седиштето на АД од Скопје во Битола, субвенционирање или намалување на цената на електрична енергија за граѓаните на општина Битола, јасно дефинирање на распределбата на средствата од РЕК Битола за општина Битола, како општина најмногу загрозена од аерозагадувањето, и реализација на проектот за топловод од РЕК Битола кон општина Битола.